Добро вечер и добро ни дојдовте. Човекот е најбогат и најсилен, велат кога го ја знае силата на зборот. И велат дека нема посилно оружје токму од зборот. А зборот и начинот на кој ќе се каже и тоа како има енергетска вредност. Па оттаму и енергетската вредност на зборот во клетвите и благословите, потоа во магиските и обредните ритуали, како и во песните. Токму за символиката, значењето, ефектот и енергијата која има зборот во нашето секојдневие, вечерва во тунел со моите вечерашни гости. Ќе ги поканам Тихомир Стојановски и се разбира Огнен Неделковски. Добро вечер и добро ни дојдовте. Човек кој пишува толку многу, кога песните за опрашање. Добро вечер, Тихомир, за вас. Огнен, добро вечер, повелете. И значењето, реков, на истиот во секојдневието. Иако навидум ќе речат, збор си е збор. Но оние народните, како велат, и челични врати отвара и така натаму, па токму неговата символика и значењето во секојдневието, колку и да ни се чини навидум неважно, сметам дека е од многу големо значење за нашиот живот и добробитот на истиот. Ајде да тргнеме оттаму, има ли навистина толку силна моќ зборот, за која ние самите и не сме свесни? Тихомир, повелете. Па, како ќе го прифатите ја зборот од каде доаѓа и каде завршува? Значи, ако зборот го прифатиме духовно, или можеме да го прифатиме и душевно, дека е нешто тривијално, дека е така дојден, даден. А можеме да појдеме и од историската категорија. Македонија има голема традиција во зборувањето. Можеме да спомнеме неколку елементи кои се важни историски. Орфеј, митскиот македонски цар, ги дарил словата на македонците и на тракејците. Тој е првиот што дарувал слова во Македонија. Вторите дарувани се Свети Кирил и Методија, кои ја даруваа глаголицата. Третите Свети Климент и Наум, нели тој пар кој ја дарува кирилицата. Значи ние како и да се свртиме ќе разбереме дека зборот доаѓа од Бога. И да тргнеме во најголемиот учебник за словото и за зборот, во Светото писмо, на студентите им кажувам дека е тоа најголем учебник за сценски говор. Бидејќи тој го кажува, на почетокот беше словото и словото беше во Бога. И ако тргнеме ние од таа вредност, и словото е во Бога, и вие сте во словото, и тоа се овоплотува во вас, и станува живо слово, тогаш и начинот на кој вие ќе се однесувате кон словото е еден духовен начин и ќе размислувате на кој начин ќе го употребувате и во секојдневната комуникација, во секојдневното општење, а и во делата кои дарбите што ви ги дал Господ, да пишувате песни, да пишувате драми, романи и така натаму, ќе размислите дека словото има вредност, дека не може да се употребува тривијално и дека секој изговорен збор, озвучен збор, патува некаде. Посебно во јавното зборување. Кога ќе излезе еден човек исправен на сцената да каже нешто, треба да размисли каде завршува тој збор, бидејќи ако словото е Божјо, нели, ако се воплотува и словото стана тело и се всели во нас, како што вели по Евангелие по Јован, полно со благодат и вистина, она што го учат уметниците, живо слово, слово кое го напишал друг, во конкретниот случај ако е дадено од Бога, кој влегува во вас, го оживувате и со тоа ја допирате публиката, пренесувате една порака која ги допира. Имаме такви феномени, кога зборува некој човек духовно, луѓето плачат, се смеат, стануваат подобри, она што Аристотел го нарекува катарза, да се промениме, нели? И словото, тогаш вие ќе видите дека е тоа порака, дека тоа е создавање. Озвучувањето на словото е создавање и тоа некаде завршува. И каде завршува интересен пример, посебно во уметничките категории. Ние имаме пример во театарот кога актерите не прават разлика од нив и тоа слово што го учат. Имаме една драма од Шекспир, например Макбет, и познато во театарските кругови. Таму Шекспир подвлекол, инаку во Шекспир многу се споменува Господ и затоа тоа дело кое останало 500 години се игра по цел свет. Се поместени трите баби кои бајат и вражаат. И сите знаат дека кога се игра Макбет се случуваат некои чудни работи. Паѓа актерот, се крши, умира некој. По цел свет, дури во македонскиот пример, кога се играше во драмски театар. А можем да го кажам и својот личен пример, кога го говорев Макбет, се случува некои чудни работи. Ми паѓаше бойлерот, додека се капам, ќе направев судар, ми се запали печката. Значи, сваќам дека таму има некои кодови и зборови кои ги презел Шекспир. Може би не размислувајќи дека тие имаат еден друг код, небожествен начин. Значи, кога словата ќе се поместат во една состојба и кога ќе се направи еден код на зборување и повторување, тие дејствуваат, дека тие се живи. И кога знаете дека словото е живо, вие ќе имате одговорност. Во Светото писмо вели ќе одговарате за секој изустен збор и тогаш ќе му придадете на божествен начин. И ќе знаете што треба да се зборува, а што не треба. Бидејќи ако посеете благи слова,
тогаш ќе жнеете благост. Но ако посеете омраза, каде завршува тоа? И затоа е важно зборот. Зборот навистина треба да му се приде на еден духовен начин, не на душевен. И тогаш ќе дојдете дека создавањето на дела кој е дадено од Бога се за тоа да луѓето да ја сетат таа божествено што постои во словата. Зошто немаме култура, однос кон зборот? Едноставно не го забележуваме. Како што пред малку и рековте за изустувањето, дека треба да се внимава, нели, како го изустуваме и со каква мисла го изустуваме. Чинам дека живееме во време кога нели се лесно се изустува, па и тие клетви за кои сакаме и вечерва да зборуваме или зборови кои се навистина непријатни да се изговорат, но ние можеме да ги слушнеме на секој чекор. И некако живеат во секој од нас и тоа многу. Многу повеќе од оние кои ќе те благословат. Па видете, ако ние тргнеме повторно ќе кажеме од констатацијата кој го дал јазикот и каде тој поаѓа и каде завршува. И од каде ќе учиме да зборуваме. Кој е нашиот учител на зборувањето? Ако ние се научиме да зборуваме на еден начин, нели, во духот на тоа, ако свети Кирил и Методија, нели биле војници молитвени војници на Исус Христос и ги дале словата, нели? А потоа дошло свети Климент, дал една друга состојба, други слова. Иако тие во себе содржат една божествена природа, со кој вие ако им придете на божествен начин, вие можете да вршите молитвена преобразба на луѓето. Ако се помолите ги благословувате. Еве пробајте на пример кога ќе се налути некој на вас, кога ќе вика, вие благословете го во кроткост. Ќе видите за неколку минути што се случува со него. Се чувствува веднаш преобразба. И ако го научите тоа, а како ќе го учите словото ако не го читате Светото Писмо, кој е најголем учител на говорот. Ако не ги извлечете тие принципи од најголемата духовна драма, напишана од Господ, тогаш како ќе научите како да се зборува и како да се создава. Тогаш ќе научите како треба да се кажува, да се благословуваат луѓето. И ако вие им придете на луѓето и почнете да ги благословувате, да сте живи, да имате век, Господ да ви го отвори патот, да се намножи љубовта во вашите срца. Дајте да ги раскинеме границите, дајте да живееме како браќа и пријатели, да не ги мразиме другите што не се како нас. Ако ги научиме да ги пеат нашите песни, она што македонската култура е богодарувана. Видите колку е дарувана со слова, со песни, со фолклор, со обредни адети кои од време на време можеби преминуваат на другата страна, кога народот ќе заборави дека словата се од Бога, кога ќе ве притеснат од сите страни, кога сакаат да ве распнат, народот веројатно заборава, кога ќе му стане тешко и почнува самиот да пресудува, да колне, да псуе, да се лути. И таа енергијата од тие слова што ќе ги изговори, не размислувајќи потоа, некаде завршува. И каде завршува? Ако јас сега се намразам и почнам да викам, и да ја упатам кон некој друг човек, ако ја заслужува и тој ја прифати, ќе се размножи меѓу нас двајца, па ќе се вклучи кон некој трет и тие слова тогаш завршуваат на еден друг начин, не на божествен начин. Но ако вие успеете, нели, како што вели, да го завртите и другиот образ, да размислите дека не сте вие да судите, дека има кој ќе суди, дека за секој збор треба да одговарате што ќе го изустите, дека словото човек не се храни само од храна, туку има духовна храна, да го читате словото. Верувајте ми дека поголем учебник за зборувањето, за јавното зборување, за медиумските личности од Светото Писмо нема. Видите, таму има еден пасус во Јаков, и словото е мал орган, но голема гора запалува. И ако фрлите едно запаливо слово, ќе запалите многу работи. Но исто така, ако фрлите благ збор, еден благ збор, нели благословен, тогаш ќе ги омекнете луѓето и ќе видат дека наспроти нив седи уште едно суштество кое е дарувано од Бога и нас не содал Господ не да судиме едни на други, туку да се надпреваруваме најнакрај со тие слова кои колку успеал да прими, ако ги истура Господ од благословите, ако вие сте отворени, имате човеколюбие во вас, тогаш вашето слово ќе има вредност, ќе има духовна вредност. Спротивставеното кога народот ќе го притиснат и ќе почне да колне, клетвата заминува и потоа се враќа и завршува повторно кај тој што е упатил, бидејќи нема каде поинак. Да, сега да прашам, од каде ни доаѓа поривот за клетви? Тоа се почесто ми се чини во денешно во време. И често да се употребуваат и често да ги слушаме. Вие ќе ми кажете, па ќе продолжиме со Огнен за моќта на зборот во недел на песната. Ако ќе притеснат во одреден период и ќе помислите дека не постои тој што ги дарил словата Господ, станувате вие и мислите дека треба вие самите да се браните, да пресудувате и потоа колнете, проколнувате и веќе влегувате во тој
завртен круг на озвучувањето. Што ќе озвучите, тоа ќе се врати кај вас, бидејќи најнакрај вие сте изворот и тоа се одбива само или заминува таму и потоа неговото, што тој ако го прифати вашата колнење се враќа кај вас и тогаш вие доаѓате во состојба на само проколнување, на наследно проколнување и други состојби. Ние во Македонија имаме такви песни народни. Една интересна песна, кога Македонија веројатно била притеснета, кога во песна ја колнеме Европа, таа е проклета и триклета да бидеш ти Европа, блудница Вавилонска. И сега можеме да го замислиме тоа кога народот бил распнат од сите четири страни на нашите соседи. Македонија немала држава, немала дури ни собствена црква да ја заштити и едноставно народот бил растргнат. И во тој момент е настаната таа песна, која на некој начин е проколнување, само проколнување, како да кажеме, и има безброј примери и Огнен, тој повеќе од тие... Да, за токму оној пишан збор кој потоа го пееме и го повторуваме несвесно многу често, а како што велите, ако се подзамислиме, значи тоа повторување и тоа изустување на зборот од некаде ќе се врати. Сега слушајќи од Тихомир, бе фатиен страф, ние пишуваме се и се што, меѓутоа најчесто не размислуваме за ефектот и за враќањето на тие зборови како бумеранг. Да. Така, да, јас се замислив кога го зборуваше тоа, се велам. Мислам дека треба многу повнимателно и поретко да пишуваме. Кога седнувате и ги пишувате песните, инспирацијата е да таа, животот се околу нас, можеби нешто наменски пишувате кога ќе се побара од вас, дали е љубовна, тажна, тривијална, некоја, нели треба да се раскаже приказна состојба и така натаму. Вие кај вас како пак чувствувате? Што ве понесува и ставате ли некаква граница од тоа до каде може? Кој збор може се да влезе во една песна, бидејќи нели по тоа ќе се пее. А имаме рака на срце многу песни кои звучат страшно кога ќе обрнете внимание на самиот текст. Да, јас работам најчесто на музика, значи ја слушам музиката, извесен број пати таа мелодија и таа предизвикува кај мене одредени слики, емоции и се обидувам во секоја песна да раскажам некоја приказна. Сега, самото редење на зборови е многу важно, значи раскажувањето на таа приказна. Јас 20 и кусур години се обидувам на луѓето да им раскажам некои своји приказни, но и некои туѓи што сум ги слушнал. Сега некогаш во тие рефрени, кога дознав за што ќе разговараме, правев анализа на некои мои текстови и дојдов до заклучок дека во тие мои 1000 текстови колку што се досега изведени, да, меѓу другото има дури и такви клетви во некои од народните песни. Посебно што се изведени. во тие народните песни имаме исклучително многу. Иако кај мене во секој случај доминираат тие љубовни пораки, позитивни во секој случај, на простување, на помирување, на сакање, и доминираат во сите тие текстови и се обидувам внимателно да ги пласирам сите тие пораки, затоа што сум свесен дека текстот, односно зборот, според мене, е најважен во една песна. Тој допира најбрзо до слушателот, односно до гледачот, затоа што обичниот човек не знае за кои акорди станува збор, за кои хармонии и така натаму, тој го слуша пред се зборот. И тој допира или не допира до него. Го погодува или не го погодува, се препознава во таа приказна и емоција или воопшто не се препознава. Затоа мислам дека текстовите се многу значени во една песна, ако не најзначени, а кај нас, за жал, во последно време, се помалку внимание се посветува на текстот, пишува буквално секој, не ни прави анализа што пишува, медиумите го емитуваат тоа исто без некои условно речено цензури, без некои филтри. Во минатото, јас се сеќавам, токму овде во македонската телевизија имаше филтри, буквално се знаеше кој може да напише и каков текст може да напише и што може воопшто да се емитува на телевизија или на радио, а што ни случајно не може да се емитува, меѓутоа сега тоа го карактеризираат како нешто модерно, како некој сленг, како некои новости кои што ни доаѓаат од горе или од запад и така натаму, меѓутоа ефектот од сите тие текстови со вулгарни содржини и слично е страшен, особено кај младата популација. Конкретно јас успеав да речеме на крајот на 90-тите години преку текстовите конкретно што и пееше Тоше Проевски на младите луѓе да им пренесам едни убави пораки
за љубов, за простување, и сите тие беа прифатени. Успеавме да ги научиме и правилно да се изразуваат, затоа што авторот на текстот има мисија да ги научи особено младите луѓе како правилно да користат својот јазик, да не користат србизми, турцизми и било кои други туѓи влијанија, значи да се заштити на тој начин македонскиот литературен јазик. Авторите имаат и таа мисија, меѓутоа во последно време тоа се заборава. И кога го споменавте токму него и кога ги споменавте песните, пред малку говоревме дека потоа имаше забелешка на едни тешки песни во неговата кариера, кои едноставно лесно потоа луѓето ги врзаа нели со ситуацијата која се случи. Колку на вистина нели тоа споменување често на такви тешки состојби знае да предизвика, како вие пред малку што рековте, нешто што ете ќе се врати. Па видете, ќе имаме историски пример. Тоа е античкиот драматург, драмски автор Еврипид, кој бил дворски хроничар на дворот на македонскиот цар Архелај, и ја напишал најзначајното дело во антиката. Баханали, инспирирано од царската македонска династија, нели, од односот кон чествувањето на боговите. Ние го имаме неговиот пример. Тој непознат е комплетно во македонската драмска наука. Тој се вика принципот Деух ен махина. Еврипид на крајот на своите драми го повикувал Господ да го разреши тоа што го играле актерите. Затоа што целата античка драматургија се занимава со односот на човекот и Господ. Дали човекот може да се однесува како Бог или не. Значи, кога тој умел тогаш во антиката, да видиме 200 години пред Исуса Христа, да разбере дека на крајот треба да се повика Господ за да се заштитите со тоа што го играте и го зборувате. Инаку, како би можеле вие, замислете нулетник или пејач, да пеете некои текстови кои се, да речеме, драмски, страшни, кои се текстови кои се во кратка, да речеме, една песна, содржи илјадници години, например, искуство од народот, да ја отпеете, да помине низ вас, а уметникот кога пее не прави разлика меѓу себе и пеенето, бидејќи тој се поистоветува. И кога со чувство ќе ги изговорите зборовите, тие се материализираат понатаму во неговиот живот. Имаме примери од големите актери. Ричард Бартон, например, во Хамлет на крајот завршува со стравови. Лоренс Оливија се плаши да остане на сцената. Тој вели ликовите на Шекспир се како канибали те јадат. Ентони Хопкинс зборува за демони кои влегуваат во него за да го игра кога јагненцата ќе стивнат. Ентони Перкинс завршува во Психо, завршува во ова. Затоа што го заборавиле принципот на македонскиот драмски автор Еврипид. На крајот да го повикаат Господ да ја заврши, оно што го одиграли го материализирале да не се одрази во нивните животи. Актерите имале молитва, кажувале, го повикувале како што почнува Илијадата, гневото Божице, спеј го на Ахила, синот Пелеев, така почнува Илијадата. На крајот се повикува Господ да го разреши проблемот. Инаку вие ќе помислите дека сте Господ и почнувате да создавате, да материализирате и тоа некаде завршува најчесто во вашиот живот. На актерите почнуваат да им се случуваат ликовите кои ги играат во нивните животи и потоа ќе видите каде тоа завршува. Затоа ние на ФЕДУ воведовме еден предмет духовно зборување. Тоа подразбира дека на почетокот на прва година работиме сега Евангелие по Јаков од Светото писмо. И ме прашуваат студентите како да се зборува тоа. Не знам. Отворете го, звучете ги словата и научете нешто. А таму има толку поуки. И се случи дека студентите од прва година, неопитни, го спремија целото Евангелие по Јаков и го играа во гимназијата Орце Николов 2 представи. На часот беше штама. Професорката вика никогаш учениците не биле толку мирни. Моите студенти играа, значи во една, и видовме дека кога на словото ќе му се приде на еден духовен начин, нели, да научат, тогаш тоа останува, односно ја има својата. Не можеме да заборавиме дека словото е дадено од Бог, дека ние можеме да толкуваме и да правиме што сакаме со зборовите. Тогаш затоа границата е падната. Секој може да зборува што сака, а телевизијата се вика медиум. Медиум на другите јазици во англискиот значи човек што соопштува нешто од Бога, што е даруван да ја гледа и днината, минатото и сегашноста да ги поврзува. Значи не случајно е овој медиум кој може да сее љубов, да сее мир, да сее духовност или да сее душевност. Секој да се кажува и да, например, сме гледале луѓе кои јавно излегуваат и делат нации, шират, фрлаат зборови на слова на омраза кои најнакрај ќе треба да ги ожнеат по тоа самите. Тоа е суштината. И ако пејачот сам себе си повторува одредена песна, ние имаме песната за Загоричани,
која вистински настана, ја пееме на свадбите. Така Огнен. Мелас Каравангелис во село Загоричани. Значи Паулос Мелас и Каравангелис правеле етничко чистење и убивале безпомошни старци, жени и деца. Таа песна во Егејска Македонија ја играме ние денеска, тоа е вистински настан. Ја пееме на свадбите. И кога ќе видам дека фала му на Господа, па ние не ја пееме со мраза, туку ја пееме со, значи успел македонскиот народ да прости и дури ја игра во орото. Можеби тоа е еден начин на разрешување на тие состојби, дека не треба ние да судиме, треба да ги оставиме работите. И тогаш зборот ќе има вредност, ќе има вистинската духовна вредност. И ќе видите ако некој човек зборува, а нема што да ви каже, вие не го слушате, тој зборува душевно од себе си. Но ако некој зборува Божји зборови, тогаш вие ќе го слушате, тој може со сати да зборува. Зашто тој не зборува од себе си, туку се поврзува со духовната енергија, се поврзува со Бог и тогаш зборува. Уметникот е исправен, е даруван за да ги пренесува тие пораки. Тој Огнен знае добро како доаѓаат текстовите, прекрасни текстови со љубов напишал. Со многу љубов. Да, чудно е тоа. Некогаш од кој ќе довршам текстот, се прашувам кој ми ги кажал тие зборови. Буквално се случува да несвесно да биде тоа создавано. Се случило да имате пример да дојде да ви кажат ова што го пеев, мене ми се случи во реалност, односно ми се врати ова што го пеев во песната. Како можеш? Нели го доживеав, го преживеав, ако не било? Дали? Не, најчесто јас им погодувам што ќе им се случи. Значи, или што им се случило без да ги познавам воопшто пејачот. И тоа е чудно. Например, не го познавам пејачот, пишувам за него текст и тој се препознава во него. Што е исто многу важно да се препознае за да го прифати и публиката. Што секој може во добро пласирана, напишана емоција, секој може да се препознае, да види дел од својот живот или од неговата околина и да рече да, во оваа приказна се препознавам јас и затоа го пеам тој текст, односно да пеам таа песна. Зашто никогаш не пеете песни што не ги сакате. Остануваат тие песни што ви се допаѓаат, што ви значат нешто, во кои се препознавате, во некој збор. Во кој зборот допрел до вас, што се вели. Апсолутно, затоа е важен зборот. Магиските сакате? Па да, еве тоа песните што ги пееше Тоше посебно за љубовта и во текстовите на Огнен, бидејќи тој ги пееше со сето срце и душа, со Божјата дарба што е добил, ги отвораа сите луѓе. Ги отвораа внатре во нивната длабока сушност дека се тие едноставно исти меѓу себе си. Тој ги премина границите на македонскиот, на балканскиот полуостров. И каде и да пееше го прифаќа. Зашто пееше со љубов. На македонски јазик. Не го разбира се сваќа. Во Словенија, например, ја пеа тајно моја од збор до збор. Врска нема, ни што е молика, ни така натаму. Меѓутоа пеа и ја чувствуваа таа емоција, без да разберат ништо. Магиските и обредните ритуали, каде што зборот има клучно значење и честопати се злоупотребува, мислам. Тука се другото застранување. Значи, рековме, првиот грев мораме да тргнеме, кога им вика змијата која прелажа Ева и вели, ќе бидете како богови, за да касне од дрвото на спознанието на доброто и злото. И тогаш човек мисли дека сам може да ги реши проблемите и се појавуваат одредени луѓе кои служат на другата страна, не на Бога, кои им помагаат во одреден период, ако вие немате доволно сила и не сте поврзани со Господ, сте незаштитени да ви извршуваат одредени обредни дејанија кои ако вие сте отворени и живеете со Словото, например, со Господ, ако сте отворени, не осудувате, не мразите, читате од Светото Писмо зашто треба да се храните духовно со нешто, а тоа е храна која преминала милениумски кодови, како да кажеме, и е жива денеска. Не случајно е преведена на сите јазици. Не е случајно тоа што останало и не може да се надмине, бидејќи тоа е врвот на творештвото. Од тоа можете да изведете една реченица и да направите какви сакате дела. Значи, од другата страна создава служители на другата, нападнатиот ангел, на нечестивиот, создаваат луѓе кои му служат нему и прават одредени обредни дејанија кои не се во нивна надлежност и влијаат на луѓето. Ви го кажав примерот со Магбет. Луѓе кои се поминали низ тоа може да ви раскажат разни состојби. Значи се прави одреден код на зборови поврзани кои во одреден период можат да влијаат на вас само доколку Само ако сме полабилни или ако не сте, како да ви кажам, ако не живеете со
бидејќи јас сум христијанин, со Исус Христос, тогаш сте незаштитени. Тоа не подразбира само да одите литургиски во црква, тоа подразбира да го читате Светото писмо секој ден. Имаме примери, Светото писмо не случајно се вика Свето писмо. Сега видов во Бугарија, например, не се вика така, туку Библија. Кај нас останало кодот на народа. Луѓето го читаат и се исцелуваат. Таму ќе го најдете одговорот на сите ваши состојби и проблеми во животот. Друг учител немате. Тоа е дадено, тоа е со состојбата. Она другото потоа ќе биде минливо и нема да може да допре до вас. Инаку постојат такви состојби. Ги проучувам, македонската обредна култура содржи многу, но не ги проучував темните, туку обреди на води, кои ги има и во Светото писмо, ги има и во Стариот Завет и во Новиот. Значи, свети води по македонски, по христијански празник, Свети Јованова вода, среда, Света Петка и така натаму. Активни денес ме носеше штец Златко Давидковски од Режановце, снимив 30 на 40 води, со примери на луѓе кои се исцелиле таму од водата, но како што вика Златко, не ги исцелува водата, туку Светиот Дух ја наградува нивната верба, дека веруваат во Господ и доаѓаат на одреден место, тоа се значи потикнувачи да поверувате дека Господ не ве оставил, дека не треба да се плашите, дека ќе ве завладее темнината и да размислувате на еден духовен начин. Да, пред известно време исто и говоревме за тоа колку чудно е што светата вода нели обично стои, тоа стои долго, ќе ни стои со периоди, не се расипува. Знаеме да се напиеме, нели? Имав искуство и си стои таа со истиот баланс, со истиот вкус, нема ништо. Само уште ова, докажано е, јапонските научници докажаа дека на водата кога се прави молитви се подобрува нејзиното, освен што бактериолошки се исчистува нејзината структура. Руските научници докажуваат научно дека храна на која се кажува молитва, благодарност кон Бога, се чисти од сите штетни оние материи денеска што ни ги даваат со оние вештачки семиња за да може да се продава лековите. И сега му предлагам огнем, да кажем. Да, и каков збор користиме? Кога и за театрот вие ќе ми кажете, не е пишаниот, вие во вашето семејство на големо се пишува што се вели и зборот вие секојдневие, употребата на истиот. Да. Јас меѓу другото и драматургија завршувам, знаете. Ние колеги бевме заедно. Така што сум по професија, нели, драматург. Па зборот е многу присутен во нашето семејство. Некојаш знае да биде побрз од устата и од паметот, меѓутоа се обидуваме да го контролираме колку што можеме. Зборот е многу значен во нашето семејство. Јас и потекнувам од писателско семејство. Мојот татко Велко е писател кој што зад себе има 40 романи напишани. Така што, од кога знам за себе, мене ми е најважен зборот, литературата, книгите и така натаму. Пренесувате тоа на вашиот син? Важно вие да го свати значењето на зборот и како говори? Па се обидувам да му пренесам, меѓутоа честопати не успеам. Тој се уште не го сваќа. Не ја сваќа моќта на зборот. Искрено не сакам многу да читам. Да чита? Да. Зошто? Иако во последно време покажува некои афинитети да пишува, иако јас му кажувам дека за да пишува мора прво многу да прочита. Кај песните во поново време, малку споменавте, но еве повторно ќе ве вратам, се почесто беззначајни текстови слушаме, можам да забележам, отколку песни кои се пееле некогаш, се пеат и ден денес заради нивната убавина, значењето, љубовта, можеби енергијата која носеле. И сега веќе се навраќаме на тие стари, нели, дамнешни хитови, бидејќи чинам дека веќе некој нов опус со песни кои се такви издржани и ќе речеме ќе живеат за нашите генерации кои доаѓаат, ние практично ги немаме. Тоа ќе покаже времето, не се знае од сегашна перспектива што ќе остане како песни, меѓутоа во секој случај не постојат она што и претходно реков филтри. Значи секој може да пишува без никаква контрола. И тука е проблемот. Треба некој да каже ова е добро, ова не чини. А не може секој да пишува, тоа во секој случај. А кај нас за жал секој пишува. Некој за да заштеди да не плати текст, некој за да ги излечи комплексите на дел од своите роднини и пријатели и се создаваат текстови кои што немаат никакво значење ни вредност. Најчесто. Вие исто пишувате, односно си работите на една магистарска беше работа која е привршена? Не, на докторска. Докторска, се извинувам. Тоа го истражував обредот и театарот и посебно во една последна фаза молитвен и литургиски театар, нешто што е познато во значи молитвен театар кој се враќа на почетната кота кога првиот актер излегол од дорото и почнал да ги кажува зборовите што му ги дал Господ. Еден литургиски театар, прв пат оваа година имавме едно несекојдневно искуство,
немавме никаква интервенција, значи поместивме една представа посланија, Евангелие по Матеј и посланијата на апостол Павле со еден хор, молебствие и ги одававме на театарските игри во еден Чернодрински. И ние не знаевме како ќе одекне тоа и бевме воодушевени бидејќи луѓето толку го примија тоа, едноставно двајца актери зборуваат текстови од Светото писмо и ни се потврди тезата дека најголемата духовна драма е Светото писмо и дека човекот кога игра за Бога сите го разбираат. Тоа што го рече Огнен на словенечки, последниот месец дена бев и во Србија, во Вршац и во Габрово во Бугарија со многу слични текстови. Значи кажував делови од оваа представа на македонски јазик. Во Србија на србите ме прифатија, една актерка од театарот во Вршац ми вика сакав да се качам со вас да ја кажам молитвата. Сега во Бугарија се мислев дали ќе ги разберат, бидејќи тие македонците полесно разбираат и српски и бугарски, бидејќи јазикот тргна од тука. Тие толку ја прифатија представата, значи кога и вие зборувате од своето срце, ги разбираат сите работи. А падот на јазикот е производ на она што на Света Гора во Македонија е копијата на Холивуд, значи произведува еден агресивен индустријски јазик на борба меѓу луѓето кој ќе завладее и единствениот сон е да заработиш $1.000.000 да побегнеш. Ако е тоа сонот на современиот човек, ние на вистина сме го изгубиле патот. Сме го изгубиле патот и сме го изгубиле она што нашата божествена природа. Одиме во цркви, верници сме, барем така нели изгледа тоа масовно одење и посета на црквите кога посебно големите празници се во прашање, но барем имам впечаток дека не ја разбираме вистинската суштина на посета на храмовите и црквите во тој момент и далеку од вистинското спознавање на она што значи нели молитвата или она што можеби во моментот се опејува во црквата и слично. Ако не го читаме Светото писмо, одиме само во црква и палиме свеќи, нема да можеме да ја разбереме работата. Молитвата е разговор со Бога. Господ ви одал тоа да вие да му се обратите. И му речете, Господе Исусе Христе, денеска те молам направи тоа. Можете да разговарате. Ако имате постоен контакт со Господ, тогаш ништо не може вам да ви стори. Ако вие живеете, тогаш нема да осудувате, нема да мразите, ќе бидете здрави, исполнети со Божјиот дух, исполнети со Светиот Дух ќе престојува во вас, ќе ги имате дарбите како Огнен да пишувате стихови, но ќе знаете дека тие се од Бога и Бог ќе истори од вас. Светото писмо вели кој верува во мене живи реки ќе потечат од неговата утрава. Творец кој знае дека создава за Бога, бесконечна можност има да создава. Верувајте ми, ќе свати дека Создателот е Господ, но ве користи вас за да ги подсетите другите што го заборавиле Бога, да се вратат, и друг пат нема. Каде завршува тогаш човекот? Можете ли да замислите? Како да си ги научиме децата и новите генерации на моќта на убавиот благословен збор? Читање на писмото можеби? Читање на писмото, медиумите имаат голема улога во тоа. Вие овде го имате и ова театарот како масовна и елитна култура, ова е ваша книга. Да. Го имавме театарот едно време многу интензивно присутен во нашите животи, со како што велите и представи со еден малку поинаков концепт и содржина на текстови и слично. И сега мислам дека имаме и тоа како да театар и се враќа пополека публиката во театрите, но колку ги имаме вистинските текстови на сцена. Па видите, има една интересна исто од Еврипид. Ако театарот има што да му каже на своето време и ги врамува општествените конфликти, тогаш него ќе го разбираат и ќе доаѓаат луѓето да го гледаат. Тоа е место каде што духовно се разрешуваат проблемите на денешницата. Тој проблем ние го имаме ако Гротовски можел да вика на глас Полска е жива, да живеат пољаците и да ја почнува својата театарска представа со тоа и да ги споредуваат неговите актери со католички монаси кои даруваат некаква светлина на сцената. Имам еден Ерик Бентли, познат критичар кој е гледал представата на Гротовски, рекол јас сум просветлен. Може да замислите со каков интензитет тие играле. Значи тие престануваат да играат. Тие значи играат, како да го кажеме тоа она што Данкан го вели. Играме за да го прославиме Господ и тогаш имате духовна и божествена енергија. Тоа што театарот ја менува, ќе ги менува луѓето. Тоа што го вика Аристотел катарза. Кога ќе ве благослови некој со убаво дело со љубовта, вие се отворате, нели? И разбирате дека сте создадени од Бога и дека треба да живеете во таа љубов, а не да живеете со омразата. Тоа е мисијата на театарот. А другата е кога го заборавите Бог и се себе афирмирате. Еден ден ќе дојде тој другиот да ви наплати. Ќе ви рече толку зборови по толку и вие завршувате на другата страна.
Само сакам да прочитам неколку христијански благослови, не се објавени и не се прочитани. Значи, колку е креативноста да врвиш по Христовата светлина. Од Свети Тихон Аматиски живеел во Солун, прогласен за светец, значи наш човек, го раздал житото на татко му го карал, па Господ му го наполнил. Да ти се наполни душата со љубов, срцето со милост, да врвиш во Христа. Видете ако го почнувате денот со ова. Да раснеш во блаженствата. Блажени се бедните по дух, зашто тие ќе го видат Бога. Да си едно со Христоса. Во Божјо царство да се сретнеме сетне. И колку убави благослови, а ние ги забораваме. И ако го почнеме денот со тие, има многу. Христос на тронот на твојот живот. Сета Христова љубов во вас. Па може ли после ова да живеете вие на еден недуховен начин? И повеќе има, ги најдов кај Свети Тихон Аматиски и толку ми оставија впечаток. Значи како можеле од еден религиски систем, претходно си било тука друга, нели? Македонија е позната, од еден религиски систем се преобразува Македонија и затоа благодарувана да ја разбере врската со Бог. Тука преминале религиските системи, Кокино, обредот, олимската митологија, денеска христијанство, имаме и повеќе и муслимани, македонци, тој па исто благодет. Ако ги видите колку тој народ успеал. И најубавите благослови, како што рече македонците муслимани во Голобрдо. Да имаш век, да си жив. Има една реченица, со све ми. Значи со се вас. Да. Толку е со све ми. Викам, што значи тоа? Па сите заедно пак да сме. Сите заедно, едно во Господ, во уметноста, во дарбата. Па мора од некаде да се тргне за да се врати малку барем вербата во моќта на зборот, значењето на истиот, или вака барем да се подразбудиме, бидејќи сме или во некој сон, или пак едноставно го забораваме тоа вистинското значење, бидејќи барем новиве генерации, ако им кажеме некој благослов, тие се подсмеваат, им е се смешно, им звучи смешно и поинаку, очигледно или претпоставам заради тоа што не ги слушаат толку често како можеби ние што сме ги слушале од нашите баби и дедовци во секојдневието и во обраќањето. Интернет, врската и учењето токму од тој медиум, мислам дека повеќе малку ни штети отколку што ни оди во прилог на воспитување на децата и можеби на крајот на гриштата па и училиштата треба да обрнат внимание на употреба, моќта, значењето вистинско на зборот кога ги описменуваат, што велиме, нашите деца, им ги даваат основите нели во комуникацијата. Театарот останува ваша најголема љубов, преку театарот велите токму сето ова си го реализирате и се обидувате моќта и значењето на зборот да ја пренесете како што тоа со векови, со генерации го правеле и да го пренесете. Има да повидок нешто ново интересно со вашите студенти? Па, ова година, како што реков, првпат ја работевме Евангелие по Јаков и навистина остави добар впечаток, бидејќи тие сами се организираа и удира со ударен инструмент, со тарабука. И толку убаво помина, видов дека навистина тоа дава една друга можност. И кога држевме курсови за јавно зборување на факултетот со луѓе што не се актери, например економисти, правници, професори и други, видов дека оној молитвен слој што го нарекуваме духовно зборување е најискрениот слој што постои во секој од нас. И дека е многу важно човек да научи да го најде тој тон, молитвен тон што постои, кој е потребен за да го играте Шекспир, да го играте Чехов и да играте одредени големи драмски улоги. Веќе го покажа, например, Отче наш кој си на небесата, да се свети името Твое. Тоа е молитва од Матеј. Еви го Шекспир. О, камо да се стопи тоа гнасно и прегнасно месо. Сваќате дека тоа е најискрениот слој што постои во вас. И се обидувам на тоа ниво да разбудам кај нив, да го најдат тоа чувство на искрен внатрешен говор, да го пронајдат својот даден глас, оној почетен глас, без оние медиумски застранувања што денеска ги гледаме на псовки, кавги, агресија, битка, и сите филмови завршуваат со пукање, со убивање, како да е тоа ново дан, парите и заминува. И тие го, значи луѓето гледајки, слушајки, пејки, учат имитативно. И ако гледаат дека некој убива за $1.000.000 и на крај добива награда Оскар, тогаш ќе рече дека така треба да се однесуваат. Тогаш ние ќе изгубиме битката, бидејќи ние што можеме уште во училиштата, а тие ќе дотидат на интернет, ќе гледаат филмови и ќе гледаат таа агресија што е посејана денеска и некаде треба да заврши. Да. Може ли да заврши? Ќе заврши. Пишано е во Армакедонската битка по откровение по Јован Богослов. Нели, кога последната битка, кога паднатиот ангел, односно Армакедонската војска со Исус Христос, ќе
ќе го поведат паднатиот ангел и ќе го фрлат во огнено езеро и Господ ќе не крене како Божја црква на небесата. Тоа е завршувањето. За тоа станува збор. Се случува битка во која човекот повторно треба да го избере Бога или да отиде на другата страна. А каде оди овој свет? Што има поубаво од тоа? Зошто тогаш се прават литургиите и пеат црковните хорови? Зошто луѓето се молат? Како можела Ребека Вест во пред војната, Втората светска војна во Македонија да напише дека воодушевена на кој начин луѓето притиснати, ограбени, понижени, без идентитет, да одат и да го молат Бога и да рече силата на македонската култура е во поврзаноста со Бог, не е тоа духовен. Кој ги насекал тие фрески, кој ги одиграл тие ора, каде се носиите, Господ ги дарувал. Народот е даруван, преживеал многу бури. А пазете, големината на македонскиот јазик, што е дадено од Господ, од Свети Кирил и Методи и од Свети Климент, е во тоа што тој простува. Тој нема омраза кон своите соседи, кои најнакрај ќе треба да простат. По таа тенденција, каде ќе заврши тоа, што тие негираат нешто што го дал Господ. Апостол Павле ноќеска сонував еден сон македонец кој ме молеше и ми велеше: дојди во Македонија и помогни ни. А потоа вика, по тоа видение ние веднаш тргнавме за Македонија, оти Господ не повикал таму да го шириме светото евангелие. Значи Господ го признал македонецот, а тие не го признаваат. Каде ќе заврши тоа? Затоа и таа битка кон оваа земја и кон овој јазик да го негираше против, како да рече, богохулија, смртен греф е. Бидејќи Господ го лаа јазикот. Свети Кирил и Методија се светци, Свети Климент е светец, македонскиот јазик е даден од Бог. Латинскиот јазик не е Бог. Го создале луѓе. Кој не е јазикот што го има Александар Македонски, што го нарекуваат старогрчки, е создаден од него. Тие се јазици од луѓе. Тоа е разликата. Дали ќе бидете духовно во зборот или ќе бидете душевни, ќе создадете од луѓе и потоа доаѓа тој да ви наплати на крајот. Да, наплаќате за вашите песни, но ја напишувте ли токму онаа песна која вистински чувствувате дека е условно речено оној врв кога зборот, употребата моќта на истиот во вашата кариера е во прашање? Па добро, сметам дека имам десетина текстови кои што се така, да е до високо ниво, иако секој автор во било кој жанр секојаш ќе ви каже дека секојаш очекува одново и одново да напише нешто добро и подобро и да се стреми кон уште подобро и најдобро, инаку не би пишувал веќе, би престанал да пишува. Јас се надевам дека во идните години ќе имам можност да имам таа соработка и да ми доаѓаат уште многу убави мисли, убави текстови, позитивни текстови кои што и понатаму ќе шират таа љубов помеѓу луѓето. Иако морам да признам дека во последно време го читам Светото писмо, јас долги години не бев ни крстен, затоа што ето така одлучиле моите родители, самиот си ја правев својата крштевка, че ставам го прифатив христијанството и во последно време ете го читам Светото писмо, ги откривам сите тие тајни и откривам од каде доаѓа целата таа љубов во моите текстови. Јас се надам дека и тоа како уште ќе има песни толку силни, љубовни, искрени од вас, бидејќи со истите некако растевме и ги пеевме, и ги слушавме и ни дадоа една убавина и топлина во нашите души. Вие, професоре, ќе не осветлите со некоја од сличниот тип представи која правевте со студентите, на тој начин ќе се разбира, ќе се обидете, а ние ќе се обидеме да го следиме тоа, да допреме до сето ова за кое вечерова вака говоревме, за моќта на зборот, неговото вистинско значење, и дека ова ќе не подзамисли сите и дека верувам некако, иако преку камера луѓето, публиката почувствува одредена просветленост која јас морам да бидам искрена, говорејќи овде со вас во студиото и слушајќи ве, ја почувствував денес овде и ме подзамисливте и за Светото писмо и за сето она што пред малку го говоревте и се надевам дека на нашите генерации ќе ги благословуваме многу почесто во секојдневието отколку тоа што го правиме денес и дека во ова едно убаво празнично расположение кое го имаме деновиве нема да ни биде напразно одењето во храмовите, во црквите и сето тоа нели што таму го доживуваме, нели ќе го доживееме онака вистински од срце и во некоја следна прилика, бидејќи мислам дека на оваа тема може уште да говориме, ќе зборуваме вака топло и искрено како и вечера. Ви благодарам за гостувањето. Вие не плашете се да благословите, да имате убава мисла и убав и топол збор, бидејќи како што рековте вие вечерова, не заборавајте, се тоа се враќа. Ви благодарам.